Кога ќе кажеме романтичниот град или градот на водата, тогаш сите знаеме дека станува збор за Венеција, што јас би го дефинирала и како град лулка на културната дипломатија. И токму Венеција е домакин на 31 македонски уметник кои што од 19 јули до крајот на месецот ќе имаат можност да ги представат своите дела во првата приватна колективна изложба организирана од нашата Љупка Делева. И тоа што сакам да ја прашам е како се роди идејата за изложбата. Благодарам, Оливера. Идејата се роди на тој начин што во 2019 година Венеција беше поплавена во огромни размери и многу штети доживеа жителите на Венеција. Што се прашав? Што можам јас да направам за да им помогнам на овие жители, на моите сограѓани веќе 22 години и решив да создадам една изложба. Го направив тоа преку апел на Facebook, потоа тој апел беше проследен и до весниците во Македонија. Се јавија, тој беше апелот отворен кон целиот свет, меѓутоа најбројни беа македонците, македонските колеги, македонските уметници и се поклопи со тоа што јас требаше да одам во Македонија и да го организирам донирањето и собирањето на делата, како и носењето овде во Венеција. Планирав да тоа биде една аукција, каде што делата, средствата од продадените дела, потоа ќе бидат донирани на загрозените семејства, меѓутоа таа идеја не се реализираше заради тоа што во Венеција многу тешко да се најде изложбен простор. И потоа се случи ковидот, потоа се случија многу работи, не успеа да се реализира тогаш во тоа време, во таа форма како што јас планирав и остана да чека подобри времиња. Тие подобри времиња конечно дојдоа и за неколку дена ќе ја имаме изложбата отворена за јавноста, значи што ќе можеме да видиме и што да очекуваме вечерта. 31 уметник од Македонија се одзва на мојот апел. Тие донираа дела во техника графика, акварел, комбинирана техника, фотографија. Тоа е еден разнороден ракопис, меѓутоа сето тоа што ги сврзува е желбата за да се биде солидарен. Значи, главната идеја не е да ние ги покажеме нашите македонски врвни уметници, достигнувања. Значи, не е една изложба на, како да кажам, од тој тип. Туку е, најважна е пораката, што сакаме да ја дадеме. Значи, Македонија подава мост кон Италија, затоа што Македонија при катастрофалниот земјотрес беше град на солидарноста и доби многу помош од целиот свет, така беше создаден и Музеот на современа уметност со врвната колекција која што ја поседува. И еве сега оваа мала колекција од македонски уметници ќе биде во музеите, цивилните музеи на Венеција, ќе биде во трајна собственост, значи ние дадовме некој придонес кон збогатувањето на нивната збирка, а воедно тоа ќе биде и можност нашите уметници да се представат пред венецијанската публика во еден поинаков контекст, значи не она институционално представување преку биеналето, туку да ја покажат својата умешност, да едноставно се представат на венецијанската публика, па се надевам и на други самостојни изложби, поканување од галеристи. Не се знае што иднината може да донесе. Еве, ова е еден прв, да речеме, еден почеток, еден, како да кажам, еден зачек, зародиш на таа соработка меѓу културата и уметноста на Македонија со Венеција, односно со Италија. Отварањето е на 19 јули. Што можеме да очекуваме вечерта? За неколку дена ќе биде отварањето во 18:30 часот во
палатата Пизани Реведин. Тоа е блиску овде на Риалто. Додека го подготвував, да речеме, во глава, додека го имагинирав, замислував како ќе биде отварањето, решив да дадам простор и на луѓе кои што се од македонско потекло, дали се од мешан брак или не, значи дали се сопругот италијан, македонка сопругата, децата се значи билингвални и така натаму. Што можат и тие да допринесат за да го збогатат настанот. Идејата ми беше да се даде акцент на се што е уметност, се што е уметничко, значи поезија, песна и така натаму, бидејќи на секој отварање нели има концерт, има музика, има поетски читања. За среќа, овие две дами се во мојата близина. И така, сакав да дадам простор на фамилијата Јовановски Гарбин, кои што се директни виновници, под наводници, за да се направи италијанската верзија од хитот на Даци Александар Уште ми фалиш, која што се вика на италијански Ми манки анкора, и да прозвучи тој македонски мелос, тој модерен македонски мелос и во Венеција на отварањето, да се слушне поезија на Ирена Павлова Деодорико, која што е наша поетеса и која што твори на македонски јазик, меѓутоа незините стихови се препеани на италијански, па на тој начин на отварањето посетителите ќе имаат можност да слушнат како звучи македонскиот јазик и како македонската мисла звучи на италијански јазик. Дали да ја откриеме тајната за нашиот специјален гостин? Останува да дојдете, да бидете со нас, затоа што вечерта ќе имате прилика за мала македонска дегустација и за сето она што сами ќе можете да го доживеете. Благодарам, Оливера, на вниманието и со тоа што ете и со еден ваков видеозапис го покри овој момент значаен за Македонија и за Венеција, бидејќи ете 31 уметник да се представат во Венеција во така, да кажеме, неформална една околност, за мене е голема радост и голем успех и за мене и за моите колеги уметници. Бидете со нас, поддржете ја македонската култура и македонските уметници.